Добро вечер во топ тема на ваша страна. Преговорите за името влегуваат во критична фаза. Дали се дефинирани приоритетите на Македонија? Како до консензус за прашањето од национален интерес, кога политичката цена е највисока? Дали законот за употреба на јазиците произлегува од Охридскиот рамковен договор и е во согласност со Уставот? Дебатираат професорите Љубомир Фрчковски и Владо Поповски, кои учествуваа во креирањето на рамковниот и го пишуваа Уставот. Гледајте топ тема на ваша страна, почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Зошто во овој клучен период, кога според името најсериозно се приближува кон решение досега и затоа се бара единство во државата, се отвора жешка домашна тема со законот за употреба на јазиците, кој носи поделби. Две големи прашања кои го распалуваат национализмот и од надвор, но и внатре во државата. За сите аспекти вечерва дебатираме со професорите Љубомир Фрчковски и Владо Поповски. Добро вечер. Добро вечер. И на двајцата. Викендов се одржа лидерска средба, партиските лидери и председателот на државата го разгледуваа предлогот од медиаторот Метју Немиц. Излегоа со многу воздржани изјави, меѓутоа усогласени. Господине Фрчковски, сметате ли дека веќе се дефинирани кои се приоритетите на Македонија во овие преговори за името, кои како да се приближуваат кон решение, да не речам црвени линии, веќе го одбегнуваме тој термин, туку приоритетите од кои нема да се остави? Јас мислам дека работата е тргната, средбите на премиерите зборуваат за тоа е знак во политиката и во дипломатијата. Поготово нивниот разговор од 4 сата, значи дека расправали за детали околу тој пакет. Очигледни се нашите приоритети тука, нешто што беше слично кога ќе направим споредба една во сосем друг контекст околу рамковниот договор, кога поставите приоритети во таков еден тесен простор на одлуки, тие збиваат сами од себе. Кај нас е приоритет пред се националниот идентитет, јазикот, да бидат македонски и да се обезбедат. Името е, иако изгледа прво прашање, всушност е второ прашање. Ние сме биле социјалистичка федеративна народна ваква и онаква, и може да издржиме Македонија со некаков префикс, северна, горна и така натака, но она што е важно, ние сме македонци, ние мора нашиот јазик. Тоа нас не дефинира и тука мислам дека е постигнат некаков пакет. Нервозата со овие јавни собири во Грција го покажува тоа. Инаку, ако е прашањето отиде на унивна насока, не би протестирале на тој начин. И мислам дека има некакви детали околу начинот на кој ќе се користи името. Имаше еден на Фејсбук имаше еден папир кој не знам од каде беше пренесен, кој многу сериозно ги покажуваше тие неколку решенија, не знам каде беше проистечен. И мене ми изгледаше, пошто сум ги гледал таквите решенија на Немици претходно, мощне, автентично, во оваа смисла решенија. И во таа смисла мислам дека релативно мирната реакција на нашата опозиција, посебно споредба со грчката опозиција, мирна реакција во основа. Да, и после средбата лидерот на опозицијата беше зборува за некакво решение кое го очекувале, кое на некој начин можеле да го. Тоа меѓутоа не зборува дека ние ќе постигнеме формален 100% консензус околу овие прашања. Тоа е тешко. Дури и политички од тактички причини опозицијата не мора да ви даде целосна поддршка консензус, ќе ве остави, тоа се вика некој мора да ја голтне жабата. И тоа ќе биде нашата влада сегашна, мора да го. И Ципрас истата изјава има дадено. Јас тоа сакам да го решам, независно што како ќе се одрази политички тоа на мене. Таа изјава мора да ја дадете во еден контекст. И така беше 91-а, 93-та, при влезот на Македонија во Обединетите нации. Исто така, не можевме да постигнеме целосен консенсус. Опозицијата Љупчо Григиевски напред дистанца. 95-та, со договорот со Грција. Исто. Кога имате, само е важно решението да биде одржливо. Дури и да не добиете таков целосен консенсус, супер ако го добиете.
али да не го добиете, политичката елита треба да го избутка тој процес ако е одржлив и тоа станува дел од политичката култура и историја. Никој не го напаѓа тоа. Никој сега не го напаѓа Охридскиот договор, ние сме знаеле што сме трпеле за него. На улица не се искачаше. Па сега на него се крстат оние што го напаѓаа, тогаш и го колнеа, дека со тоа ќе се направи етничка. Знаете, тие моменти мора некој да поднесе политичка одговорност, тоа е но точно. тогаш го потпишаа сите. Но важно е да биде одржливо решението. И мислам дека тука е негде направен тоа поклапање направено сега, мене така ми изгледа. Кој е вашиот став, господине Поповски? Кои се приоритетите, веќе се знаат, дефинирани? Дали во овој предлог, спомена господин Фрчковски, излезе нешто и во нашите медиуми, и во грчките, дека се предлага географска или друга одредница? Или темпорална. Да, и околу идентитет. Да, вака. Прво, мислам дека тоа прашање е клучно за одржливоста на Република Македонија и за нејзиниот развој. И тоа е, не треба докажување, на секој граѓанин, мислам дека им е тоа конечно јасно. Многу е важно ова временска рамка во која се покажа подготвеност да се реши прашањето од двете страни. И таа ситуација треба задолжително да се искористи, бидејќи ако се пропушти, не може да се знае колкава ќе биде паузата до некоја друга ситуација. Има доста фактори кои што придонесуваат токму ова временска рамка да биде важна за решавање на спорот околу името. Инаку, ако се вратиме малку на историјата, морам да подсетам дека резолуциите на Обединетите нации беа сврзани само околу разликата на двете држави околу името на државата. Не беше вклучен тамо никаков пакет на националниот идентитет, бидејќи се сметаше дека со политички договор меѓу влади не се решава националниот идентитет на еден народ, карактерот на јазикот и слично. Меѓутоа, ние сме сведоци дека во процесот на преговорите, особено во оние преговори каде што немаше поместување, толку просто во лер се движа, националниот идентитет влезе како пакет. И тој се повеќе се заговара, например, особено од грчка страна. Например, многу чести изјави, многу често се слуша дека во суштина не е проблем името на државата, туку националниот идентитет на луѓето што живеат тамо. Дали се они македонци, дали можат они да го носат тоа име македонци, дали нивниот јазик е македонски. И сега веќе нема, така да се каже, бегање од тој баласт надодаден над резолуцијата на Обединетите нации на Советот за безбедност. Очигледно е дека има знаци преку решавањето на името да не се гиба во тој национален идентитет со самиот факт што именката во името на Република Македонија е Македонија, што значи дека нема договор без постоење на името Македонија, како што беше Лисабонската резолуција, например, во време. Да, тоа е јасно, со оглед дека постои во референцата. Бидејќи постои исто така во варијантите на решавањето еден сектор кој што укажува дека со географска одредница и варираните кои што се практично не го засегнуваат националниот идентитет. Например, Северна Македонија, Горна Македонија како едно историско име кое што останало во колективната меморија, се споменува Вардарска Македонија, после се споменува едно решение кое што беше практично 95-та година во собранието, тоа е Република Македонија во заграда Скопје, и кое што можеби тогаш ќе се решеше многу по-едноставно или темпорално. Стара Македонија, нели античка, бидејќи
една од страните, за жал, мора да се каже то, го сакрализира името на античка Македонија, сметајќи дека е апсолутно само грчка собственост и така. И Нова Македонија името. Јас мислам дека во овие варијанти има излез за решавање. Тие треба, предпоставам дека ќе бидат во комуникација со другите државни инстанции, со председателот, со опозицијата, со другите партии на соодветни средби. Ево, една се одржала во таа смисла и да видиме што од тамо ќе излези. Значи, сметате дека сите овие или географска или нова не би го загрозили или не... Да. Мислам дека не, бидејќи конечно и Република Македонија имаше повеќе имиња, имаше Демократска федерална Македонија, Народна Република Македонија, Социјалистичка Република Македонија, Република Македонија. Иако, морам да кажам, председателот Глигоров имаше еден резон дека Република Македонија, бидејќи е создадена 44 година и 45-та, во точно определените граници денешни, она по своето име не представува иредентистичко име. Она не предизвикува сомнение на што се мисли. Се мисли да она Република Македонија... Да, нема територијални претензии она што Грција... Меѓутоа, проблемот е создаден од страна на Грција. По меѓународното право, тука Фршковскиот специјалист, постои спор и тогаш кога едната страна спори, мора да се реши. Каде Грција гледа иредентизам? Тоа го споменуваат сите подеднакво, дури и Ципрас, рече, мали чекори се промената на имињата на аеродромот, автопатот. Знаете, тука има сега да го искомплицираме малку проблемот, бидејќи ние сме сведоци на неколку предлози на Нимиц, во меѓувреме, 7-миот, 8-миот предлог, и тие прашања, пакетот ќе биде малку покомплициран од името. Дури и за прашањата за кои не се преговара. Во тој предлог што излезе надвор има интересен дел. Има дел кој ги решава проблемите. Јас ги наведам, бидејќи ми изгледаат мощне, реални и возможни таквите решенија по моето искуство како сум ги поминувал таквите расправи. Значи, они имаат прашање околу, во тој случај се работеше за Нова Македонија, Република Нова Македонија. Кај националноста пишува македонци, меѓутоа ставаат црта New Macedonians. Значи, и двете стојат, и македонци, и новомакедонци. Двете. Кај јазикот, интересно, пишува современ македонски јазик. Не пишува само македонски јазик, а современ македонски јазик. Што знаете, е точно дека е нашиот современ македонски јазик, али некој ги праша, па добро, зашто не е само македонски јазик? Гледате како дипломатијата е една чудна работа, ќе ви најдат каде оди водата полесно. Потоа, има еден дел кој вика, за овој дел не се преговараше и не се преговара. Но, сепак, идентитетите на групите ќе се означуваат како етнички македонци и грчки македонци. Значи, они го решиле тоа, како ќе ни се обраќаат, иако напишеле предходно, да го решат нашиот коментар, дека за тоа не се преговара, вика, за ова не се преговараше, бидејќи не се преговара. Но сепак го решиле. Како нас не викаат етнички македонски во текстот, можда не е така. Ќе го видиме ние сега. Чиј текст е тоа? А грчките македонци ги викаат, ако имало такви македонци, ова се стари грчки македонци. Не, овие се најновите. Ова се тоа што содржи пакетот. Тоа што ја мислам дека околу тоа се движи пакетот и ние ќе бидеме на тоа насочени да одлучуваме дали ни одговара или не одговара. И што е најголемиот проблем тука, овие решенја и така, они нас не повредуваат во основа. Има тоа што бараме ние, има и плюс. Али тоа што ние го бараме, го има во текстот. Во таа смисла не ми издава изјави, нема да го повреди. Никој дури ќе озајакне, под наводници. Меѓутоа, две работи се отворени за расправа и не знам тоа како ќе го решат. Од моето искуство. Кај ерга омнес има однос кон надвор и кон внатре. Постојано го повторуваат. Што значи односот кон натре? Дали тоа имплицира промена на уставот? Тоа е едно прашање. Да, тоа е што грчката опозиција го бара, Ципрас не го споменува. Ерга омнес, во досега, меѓународното правосудие, ерга омнес само према надвор, бидејќи тоа е меѓународен договор. Меѓутоа, они велат ерга омнес и према надвор, тоа може да е преговарачка позиција, но може да и да не, тоа ќе го видиме.
што значи ерго омнес. Потоа, кај ерго омнес према надвор, они бараат, мислам дека ќе бараат, земјите кои нема да сакаат да го променат ставот кон нас, како што е Турција, ние да бараме да го променат кон нас ставот. Значи, во меѓународното право стои ваков правило. Договорот меѓу мене и вас не може да го загрози него. Не може да го да имплицира обврски за него. Повеќето држави се изјаснија дека ќе не ословуваат со новото име. Има еден мал број држави кои се изјаснија дека независно од грчкиот устав нема да го менуваат. Сега нив, они бараат ние да бараме од нив да го променат кон нас ставот, што и тоа може да не помогне. Што Турција може да не одбие независно што работи за нас. Но, да речеме, може да постои таква една преговарачка компликација, тоа некој треба да го преговара. Зборувам се што може да се случи и што се слушало во расправите дека се преговара. И нормално промената на уставот е проблем за нас. Внатре, бидејќи ова имплицира меѓународен договор. Меѓународен договор, согласно самиот устав, е посилен од законите и он не може да се менува со законите. Така да ние ако договориме вакво име, тоа е договорено. Не може ние со устав да го менуваме. Ние полесно може да го смениме уставот, отколку идниот договор со Грција. Уставот можеме утре да го направиме и да направиме република на најубавите македонци. Утре да го смениме уставот. А договоров не можеме да го смениме. Така што фактички договорот кој сега би го постигнале би бил од аспект на промени потежок да се промени со поголеми обврски кон нас и затоа овој аргумент зошто не треба да влегуваме и нема потреба влегување на промена на уставот. Се појави уште една варијанта дека во Грција од нивните дипломатски извори дека можно е па дека да се бара промена на уставот откако Македонија ќе ги заврши пристапните преговори со Европската Унија. Значи некако би се обврзале, па да, ние ќе имаме промени во уставот од кога ќе влеземе во Европска Унија, кај делот на примена на директивите. Таму има директни закони и ние не можеме преку членот ратификација да ги применуваме, него мора директно. И таа промена сите земји ја прават кога ќе влезат во Европска Унија и тогаш уставот се отвара. Се дали уставот они мислат кога ќе се отвара за се, тоа не ми е јасно. И делегација на сувереноста за одредени одлуки. Да. Кој што треба да се пренесат. Сега сакав уште нешто кај редентизмот, пошто ја прашате да го споменам, една друга компликација. Се слушаат две споменувања на редентизмот. Едно е од грчката опозиција, едно е од Ципрас. Кај Ципрас и редентизмот не се квалификува и не се поврзува со уставот. А кај Мицотакис, помладиот, се поврзува со уставот. Он вика, не влагам во преговори за името, не требал Ципрас да влезе во преговори за името, прво требал да бара отклонување на редентизмот и промена на уставот на соседната држава. Што е сега една абсурдна теза, тоа е една губитничка теза, во секој случај, меѓутоа, остра теза е. Се тоа имплицира следно. Дека подиредентизам може да се третира символичен редентизам, тоа е споменичарството во Македонија. Пошто они во варијантата на Ципрас подиредентизам го сметаат менување на некои од главните споменици, што би било нешто што би можеле да го веќе се има Министерството за култура има да речеме план за такво поместување, па тоа би ми се уклопило и би им олеснило. Но ако мисля дека редентизмот значи промена на членот 49 кој ние веќе еднаш сме го менувале за малцинствата, тоа што е проблем. Мислам дека е невозможен проблем и нема да влеземе таа приказна со промена, што уште еднаш ќе го менуваме за кеф на Мицотакис тоа, а еднаш сме го променили, сме кажале дека членот 49 не имплицира никакво мешање во внатрешно, туку имплицира меѓународни стандарди за малцинствата кои сите држави треба да ги почитуваат и ништо повеќе од тоа. Тоа е доволно. Значи таа точка кај редентизмот не е јасно како сега во преговори понатака мислат да ја развиваат и да аргументираат, таа ќе остане отворена и ме интересира баш како ќе биде, не знам кој ги води преговорите, тоа се води сега веќе во една министерска... Па на високо ниво се меѓу министрите за надворешни премиерите. Околу ова прашање за редентизмот, кој што често од различни нивоја на грчката политика се слуша дека постои кај Македонија. Прво, да констатираме дека европските земји и другите не се уверени дека постои и редентизам кој што ја загрозува безбедноста на Грција и кој што може и воопшто да ја загрози.
Станува збор за две немерливи држави по своите можности и способности. Меѓутоа, мислам дека покрај овој символички иредентизам, например, спомениците и преговарањето во таа смисла, откажување од некои споменици слично како грчки став, што по моје мислење представува типична сакрализација на еден екстремен национализам. Не може да се рече дури неспокоен, туку раздразлив национализам, кој што како категорија и синтагма е констатиран во извештајот од 1992 година на комисијата која што го разгледува прашањето за членство на Грција во ЗЕУ. Тоа е во рамките на Европската унија, она безбедносна структура на Европската унија. Таму е констатирано дека сите членови на комисијата не се воопшто уверени дека постои некој реален иредентизам од страна на Република Македонија кон Грција. Грчката преосетливост се нарекуваат раздразлив национализам, тоа е синтагма во извештајот, значи на кој што се доставува до Европската комисија. И ние имаме во рамките на таа сакрализација на античка Македонија како факт кој што сметат и како појава дека е чисто грчка, една монополизација до степен на реакција ако се појават споменици од таа држава на друг простор надвор од границите на Република Грција. Сметате дека кога велат иредентизам мислат само на тоа? Не, тоа е оној символички каде што некој се нервира, па смета дека некој им ја присвојува историјата што само на нив им припаѓа. Да, врз која смета дека иако морам да ви речам дека умножувањето на споменици на водачите на античка Македонија е практично умножување на нивното општо светско значење, во секој случај примерено и на дел од земјата која што влегувала во границите на таа иста Македонија и каде што, например, Филип II се јавува како градител на Хераклеја, односно на Битола. Практично тој го оснива тој град. И сега, ако му направиш споменик, дали тоа значи покажуваш иредентизам, например, во смисла им ја зимаш историјата на овие. А инаку околу другиот тип, околу кој Фршковски вели дека треба да се почека да се види на што мислат, на каков иредентизам, само да го подсетам, кога се донесе Уставот на Република Македонија, тие реагираат практично на преамбулата, бидејќи во преамбулата е ставена како основа на кој се формира ова држава, например, Крушевската република или Инденското востание, кое што како политички цели во односното време имаше создавање на македонска држава на географската целина на Македонија, бидејќи таа организација и тоа движење беше пројавено во сите тие страни. Меѓутоа, остановиште на строгите критериуми на тоа кој предел чие, навистина на територијата на Грција, во делот на Македонија, Грчка Македонија, никогаш немало македонска држава. Прва држава која што таму управува е Османлиската империја, има и претходни други, но после Балканските војни и Првата светска војна, тоа е Република Грција. Република Македонија е формирана 1944 година во овој дел, што значи дека историската памет на македонците може да биде врзана за еден процес, но не со присвојни именки дека тој дел е на македонски и дека се грците окупатори. Оној дел
Пиринска Македонија е македонски и дека се грците, тука нема никакво разбирање, бидејќи ќе дојдат и другите синтагми во таа смисла дека Македонија е бугарска, дека Македонија е српска или нешто друго. Значи, излезот е навистина да се прегледат, да се конкретизира нивното разбирање околу иредентизмот, под кој што го разбира, на што се однесува. Може би мислат и на преамбулата од Уставот и на овие спомениците, а може би мислат и на оние До сега беше споменат членот 49 од Уставот за малцинствата. Уреден е точно поради таквата нервоза на страна на Грција. И он е првиот амандман на Уставот на Република Македонија, практично донесен 2-3 месеци после носењето на Уставот како амандман. Јас мислам дека политички одговор во Република Македонија повеќе им давам за основа, меѓутоа таа основа е многу кревка и неубедителна, како што се изјавите следниот конгрес во Солун ќе го правиме. Таа е од 90-тите. Работата што например, Солун е наш, па понатаму оние демонстрации на границата меѓу Македонија и Грција од светскиот македонски конгрес начело со Тодор Петров и така натаму, што значи се добиваше впечаток како да се хранат двата национализми, за да не се реши името, а да се одржува. Многу добро се храня и за времето на владењето на Груевски со спомениците. Власта и во Грција и во Македонија. Не само во 90-тите, меѓутоа работата е дали мислат колку... Јас мислам, тоа прашање околу иредентизам може да се врзува, веројатно може да го врзуват околу преамбулата, не околу некои членови, околу спомениците, за тоа може да се разговара. Сметате, се согласувате дека ерга омнес практично ќе биде... Ова ерга омнес е многу важно према надвор или према внатре. Тоа бидејќи грчкиот премиер Ципрас рече дека очекува новото договорено име да биде за внатрешна и надворешна употреба. Фрчковски тука објасни доволно аргументирано. Договорот не може да се менува и прередактира. Тој се ратификува и тој функционира таков. Со договорот не може да се дават обврски на трети страни. Трети страни во своите суверени институции решават како ќе не ословат. Некој ќе се приклони кон договореното име, но некој може и да не се приклони. Идејата ние да бараме од тие што не се приклонуваат да се приклонат, исто така е, мислам... Абсурдно, барем абсурдно звучи, вистина. Комично, така. Господине Фрчковски, уште денеска премиерот Заев потврди дека ќе има референдум за името. Нешто што пред се, ако е близко решението, ќе го пролонгира решението на спорот за името. Сметате ли дека треба да има референдум и како тој ќе се организира, кога ќе се организира? Тој споменува нешто брзо, организирање на референдум. Меѓутоа не се ослажува владата. Јас што мислам дека околу тоа ќе се случи, секако не можам да со сигурност да тврдам колку е сигурен СДСМ во тоа да треба биде референдум. Ставот дека граѓаните на референдум ќе потврдат тоа, го штити, ја штити политичката елита за одлуката, која може она да биде 100% убедена во незината исправност, но дополнителното засилување со референдумот е секако бетон на таа приказна и ги елиминира критиките. Да, и самиот вели тоа ќе ги зголеми гаранциите кон Грција. Гаранциите секако. Сега, таа варијанта не мора да се одвива во ваква атмосфера. Моje мислење е дека и тоа нема да се случи. Прво ќе се направи пакетот, ќе се добие некаков политички консензус и политичките институции ќе го поминат пакетот. Потоа со тој пакет ние ќе влеземе во НАТО во јуни и ќе добиеме договор за, односно датум за преговори со Европска унија. До подомани, викаат италијаните, потоа во една малку променета политичка атмосфера, кога ние веќе сме тргнале по еден пат надоле, односно нагоре, во овој случај, тогаш може би комплетот на референдуми влез во... Од и ние за НАТО ќе ни треба референдум, веројатно, како и сите други држави што го организира, ако го гуваме.
Може да се Тој организира... референдум секако пред јуни би требало да се... Па да видиме, дали пред јуни не, може влезот, после тоа да се потврди. На референдум. Да, на референдум. Така што тоа може да биде таков некој заеднички референдум, па во една сосема друга политичка клима ќе биде тоа направено. Сега секако не. Нема зошто се ова не е предварителен референдум, нема обврски за тоа дека пред прашањето да се реши треба да се распише референдум. Не. Значи прашањето ќе се реши, ќе се види каква е неговата тежина, дали тоа ќе фати фино корен, веројатно ќе се покрие со некаков тенок политички партиски институционален консензус, ако е возможен, и потоа резултатите од плодовите од тоа ќе гледат да се натоварат Значи, во... решението би се ратификувало во парламентот. Тоа не е проблем. Грција го најави денеска дека би имале мнозинство и би одело... Да, и потоа мислам дека во таква референдум. клима, ако се процени дека може да помине таков референдум и веројатно ќе го биде. Меѓутоа главното решение веќе ќе биде донесено. Тоа бебе ќе биде, мислам, баш родено. Јас мислам во врска со тоа дека договорот, ратификацијата може да оди во собранието, а не договорот да оди на референдум. Меѓутоа, идејата што ја кажа колегата Фршковски дека со тој пакет до ова ниво ние би стартувале во НАТО и НАТО би не примил. Кога тоа би се случило, тогаш може и референдум и се претпоставува дека ќе се зацврсти позицијата на главниот политички субјект кој што го решил тоа прашање. Меѓутоа, се плашам дека Грција има декларирано став дека е доволно да се ратификува договорот и дека се согласува после да станеме членка на НАТО. Може би, во смисла на она ерга омнес, а кога тоа ерга омнес, дали после НАТО или пред НАТО, дека ќе инсистира, може би, на порадикалното прашање да се смени, може би, и уставот, ако останат на тоа, или може би према надвор, меѓутоа клучно ова околу уставот, а после мислам дека би се согласиле за влез во НАТО, бидејќи они и поединечно можат комплетно да го контролираат нашиот влез во НАТО. Ако не го ратификуваат, нема влез, бидејќи таму се бара консенсус. Сите да се согласат новата членка да влезе и нивните парламенти тоа да го ратификуваат сите. Па тогаш се смета дека таа покана е финиширана со членство. Инаку, изјавата на премиерот Заев. Јас не знам дали он смета така како што Фршковски претпоставува дека да се ратификува па НАТО, па референдум. Може би тргнува, може би, ама не е баш пријатно да претпоставиме што мисли, а човекот е тука жив и здрав и можете да го прашате што мисли. Меѓутоа, мислам дека проценува дека може би тешко ќе постигне консенсус околу промената на името. Внатре во државата, во смисла на партиската структура, парламентарната структура ќе има отпори, притисоци и така натаму од другите, мотивирани различно. Некој поради несогласување на името, а друго поради борбата за власт, што е легитимна, да речем, дејност на секоја една партија. Може би проценката е дека мнозинството на населението сака да излези од еден зачаран круг и да отвори една перспектива на сигурност на државата и на развој на државата и може би размислува дека поголем фактор на поддршка на владината политика која што така би се одвивела ако у името би биле граѓаните, отколку партиските политички противници кои што се борат за власт. А таа е една. Да, меѓутоа двајцата премиери се обидоа овој викенд да ќе седнат на маса, барем да покажат дека се обидуваат да постигнат консензус.
Меѓутоа, нели се плаша дека ќе платат висока политичка цена? Се споменува дека доколку се реши спорот на името, сигурно ќе има избори во Македонија и во Грција. Па знаете што? Тоа не можете да го процените. Тоа е лесно, премногу лесно предвидливо и ја би рекол плитко да очекувате дека цената која плаќате при тие историски години секогаш негативна. Точно е дека при Охридскиот договор рейтингот на Борис Трајковски беше 1,5%. Меѓутоа, после 10 години од тоа, 62% македонци го подржува претходно исто толку колку што беше неговиот тренд, толку го подржува Охридскиот договор. Значи, таа одговорност на политичарот да го понесе станува од него државник, историска фигура, која ги решава тие проблеми. Секогаш се плаќа некоја цена, ништо нема бесплатен ручек во таа смисла. И мислам дека во овој случај, мислам дека климата е добра, дека фактички цената која политичката елита која сега го има тој товар да го реши тоа, нема да биде толкава како што ние порано се плашевме или секој се плашеше. Многу е мирно некако во Македонија, кога споредиме со она што се случува во Грција, протести, ја би ја поделил напади. таа клима на граѓаните на неколку. Има активни поддржувачи, па има пасивни поддржувачи кои молчат, не сака да се изјаснуваат за ова прашање поделикатно, но би го поддржале и дури мислам дека и во најактивните оспорувачи има еден дел кој вели па подобро ова прашање да го реши левицата сега и да ни го симне од врат како наш проблем после, кој не може да го решиме, али ние во секој случај ќе опонираме и ќе држиме некако политички кредит околу тоа, ако тоа наводно. Така да има чудни битка за власт. Чудни мнозинства може да има и во таа смисла не мора да биде толку без надежен референдумот како што може да некому изгледа. Ова што Владо го спомена. И второ, мислам дека ова ситуација овдека ќе излече победничка варијанта за тоа што го решава, а не губитничка варијанта. Се согласувате ли, господин Поповски, дека тој во Македонија... Не, морам да ви речам дека воопшто не би се занимавал со прогнози од тој тип. Никогаш не сум се занимавал со комуникација со звездите и со предпоставки што... Да, макар што многу аналитичари баш денес читав дека сите звезди ни се наклонети. Огромна е одговорноста, она е историска и доколку се изработи во полза на Република Македонија, тогаш субјектите се одбележуваат како историски субјекти. Тие можат во даден талас на расположение, кој што може да биде контроверзно, негативно и така натаму, да изгубат една сеанса од власта, но натаму, како што беше примерот со Охридскиот договор, кој што стигна, например, повеќе од 62 после стигна само во македонскиот кампус како подршка, во целиот граѓански кампус на Република Македонија стигна до 80% подршка. А сега, мислам дека на секој разумен македонец му останува јасно дека тој модел што го воведе во својот правен систем Охридскиот договор, ја одржа државата и ги избалансира екстремностите. А зошто тогаш толку голема возбуда во Грција? Со сите овие митинзи, сите најголемите националисти добија друга сила средина. од Прво, Грција црквата. нема никаков проблем како држава, не е ставена незината одржливост под прашање. Грција има прво е регионална сила, второ е во меѓународните односи мощна и влијателна. Она е на јужното крило на НАТО. Незината геостратешка, понатамо историска, цивилизацијска и секоја друга. Па зошто тогаш? Заради тоа што го сакрализираат Филип и Александар Македонски, смета дека е нивен и ќе го заклуча, сака да го заклуча само во нивниот музеј и така натаму. Мислам дека не можат да го надминат тој комплекс, дека и други народи, како ние што сме Словени, ја чувствуваме античка Македонија, а ја чувствуваме 3-4 генерации со многу документи како земја на која
ова словенско население исто така живее, а е под робство и во името на слободата и светлината на античка Македонија се обврзани да се жртвуват и да ја ослободат. Например, они не се чувствуваат дека се од истата крв. Има и такви што се чувствуваат. Има нели во медиумите дека некои истражувања покажале дека современите македонци се точно потомци на Филип и Александар Македонски и слично. Меѓутоа, одговорните историски револуционерни генерации на Македонија во источната криза, например Пулевски, Димитар Попгеоргиев, Беровски, сите се повикуваат на Александар Македонски. Понатамо Малешевци во документи до Фицморис, генералниот конзул на Англија во Солун, укажуваат дека таа античка Македонија кој што им го покажала патот на слободата, а они живеат во рамките на Македонија и го имат интериоризирано името, бидејќи територијален идентитет, тоа словенско население има практично трансформирано низ вековите и се смета за македонци, словени, а конечно само за македонци. Да, самите рековте никогаш не постоела македонска држава, така да лесно е разбирливо дека се поврзува. Што значи дека афектацијата на таа историска димензија припаѓа сигурно и на овој народ, припаѓа веројатно и на други народи, например во Тракија во секој случај. Нервозата на грците може... Како вие објаснувате нервозата на грците? Само има два, по моје мислење има два фактора сега за таа нервоза. Прво, конкретно, прагматичниот е предоминантен. Они чувствуваат дека дефинитивно решението ќе оди на поделба на името Македонија и Кајнас и Кајнев со разни атрибути и дека тоа е сериозна опција која конечно ќе се заврши. Тоа е главната нервоза за овие изблици сегашни. А генералното узурпирање на културата, ова што Владо го вика сакрализација, Кајнев има политички корен. Они имаат профитирано од употребата на културата и бидување на просторот на основите на западната цивилизација. Они влегуваат, например, во Европска Унија, помалку развиени од бивша Југославија, само затоа што се матрица на културната цивилизација. Значи, долго они имаат искуство, дека имаат материализирано својот културен круг и тој тешко им се дели. Никако не даваат другому, затоа што имаат профит од тоа, сериозно направен, искуствен профит, и далеку повеќе од економијата, например. Иако имаат прилично добро развиена трговија посебно, али овој дел на културата го имаат неверојатно добро профитирано, типично грчки, и таквото искуство не им дава со никого да го делат парче од нивната, она што сметаат дека е нивна култура. Како сега овие, па се уште ние мали, па уште за нив никакви, па ова, па се уште такво име да поделат, па тоа е страх. И тоа беше од 91-а истата нервозата, а помина се среди на крај сега поради тоа што После долго време ја гледаат дека тоа ќе заврши така, избиваат овие лабудови, ја би рекол лебедови протести. Мислам дека и они ќе ја соберат. Тука Ципрас има изјава какво што треба да има. Тоа прашање ќе го решам независно која цена ќе ја платиме. Таква изјава се дава во основа. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебата. Во момент кога тензиите се високи околу спорот со името, се отвори нова дебата која ги подгреа етничките поделби. Законот за употреба на јазиците. ВМРО ДПМН поднесе над 30.000 амандмани и практично го блокираше собранието. Тоа не е прв пат, а фактограф за досегашните блокади направи Александар Манасиев. Историјата се повторува како фарса, а од фарсите во Македонија се пишува историја. Работата на собранието често се доживува токму како фарса. Законодавниот дом многу почесто функционирал со намерно крената рачна кошница, отколку што во конструктивна дебата помеѓу пратениците од владеачкото мнозинство и опозицијата се носеле законски решенија, без обструкции и блокади. Најнов обид за институционална блокада е потегот на ВМРО ДПМН со поднесување на над 35.000 амандмани за законот за употреба на јазиците.
Ваквата бројка секако ќе ја одложи расправата за законот. Прв проблем е преводот на амандманите на албански, а втор, времето што ќе биде потребно, амандманите да се разгледуваат, па се лицитира со претпоставка дека тоа може да трае од 6 месеци, па и до неколку години. Дали е или не е блокада за собранието, зависи дали гледате од перспектива на власт или на опозиција. За ВМРО ДПМН ова е правна борба против неуставниот закон, а не блокада на институциите. Тезите дека собранието е пред блокада се неточни. Напротив, улогата која што има почитуваниот колега Џафери му дава можност да ја менува динамиката за работа на собранието, му дава можност да закажува различни седници и му дава можност во секој момент, кога ќе има потреба собранието да носи реформски закон, како приоритетен, да го прави тоа. Ова можеби ќе влезе во историјата како своевиден македонски Гинисов рекорд во поднесени амандмани, но не е нов рецепт што го применува некоја политичка партија. Амандманските војни постоеле од секогаш. Најчесто се за чувствителни законски решенија или при гласање за буџетот. До сега рекордот по поднесени амандмани го држаа пратениците од ДУИ, 15.000 за законот за бранители во 2012-та, спакувани во околу 20 преполни кутии. Тие амандманите ги стоварија во собранието. И од ДУИ тогаш ова не го гледаа како институционална блокада. Џафери, за да го одложи донесувањето на законот, го воведе терминот говор со молчење. На секој амандман тој или молчеше или читаше книги. Говорот со молчење говори доста и е голема порака. И поради оваа причина би ве замолил да не интервенирате. 7 години потоа Џафери не молчи и од позиција на председател на собранието мора да се справи со двојно повеќе амандмани поднесени од некогашните коалициски партнери. Но во 2012-та гласниот молк на Џафери како да го најави крајот на турбулентната година, поточно црниот понеделник кога блокирањето на собранието заврши со исфрлени пратеници и масовни протести. Амандманите се дел од правните инструменти во рацете на пратениците, но како што покажува собраниската историја, ако неправилно се пременуваат или злоупотребуваат, тие лесно доведуваат до фарса. Професорите Фрчковски и Поповски учествува во креирањето на Охридскиот рамковен договор. Оние кои се против донесувањето на овој најнов предлог за закон за употреба на јазиците, најмногу спаруваат дека тој не произлегува токму од Охридскиот рамковен договор, господине Поповски, она пак што го тврдат во партијата ДУИ дека со него се заокружува Охридскиот рамковен договор. Прво, само една реченица околу тајмингот на двата проблеми многу крупни. Едниот за името и сега закон за јазиците. Веројатно владата или премиерот се нашол во такви околности да мора паралелно два тешки проекти да турка, иначе ќе беше многу подобро првиот околу името, па после тоа околу закон за јазиците. Но што е тука е? Имено видите вака, јас го прегледав јасно и прецизно и видов дека практично мотивот на законодавецот или предлагачот на законот на владата е осознанието дека Охридскиот договор не е во целост применуван во делот за јазиците. На прво место се однесува на став 5 од амандман 5, каде што стои дека друг службен јазик може да се користи во согласно со закон. Што значи вратата за втор службен јазик во органите на државната власт пишува во органите на државната власт, друг службен јазик може да се користи согласно закон. Во органите на државната власт вториот службен јазик беше даден како можност. Вратата беше подотворена, што значи се претпоставуваше согласност меѓу политичките партии што ја сочинуваат владеачката коалиција за да предложат таков закон. Овој закон пред се е засниван, идејата е заснивана на тој амандман 5 во органите на државната власт. Меѓутоа, законот е направен, по моје мислење, од стручна гледна точка, мошне невешто, бидејќи е доста конфузен, бидејќи практично има сегменти кои што директно се врзуваат за овој амандман
став 5 од амандман 5, каде што се воведува вториот службен јазик во сите органи на државната власт, што значи има основ во Охридскиот договор и во тој амандман. Меѓутоа, во делови од законот, покрај строгото држење органи на државната власт, се стават и други категории на установи, јавни предпријатија и се вели и други организации, што значи дури не се знае која е целата листа или целиот список што треба според овој закон да применува и втор службен јазик. Инаку треба да се каже дека членот прв е конзистентен, иако употребува, например, органи на државна власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, меѓутоа вели кои вршат јавни овластувања. Бидејќи има институции кои што не вршат јавни овластувања, туку вршат дејност, например, кои се установи, установи. Тоа се школи, тоа се болници, тоа се институти разни и така натаму. Некоја од тие установи може, согласно со закон, да добие овластување да врши ова со закон да врши јавно овластување. Например, тоа ја проширува многу употребата и надвор од тоа. Тоа значи дека амандманот 5 се однесува и на органите на државната власт, како што се собранието, владата, министерствата, управните органи, дирекциите, регулаторните комисии. Меѓутоа, и на некоја установа што има јавно овластување. Например, институтот или факултетот за ветерина има јавно овластување. Мислам дека тој има јавно овластување да врши контрола над влезот на храната, исправноста на храната. Во тој дел, они применуваат стандарди, кои што се применуваат должни од други субјекти. Или инспекции. Некоја установа врши инспекција со овластување со закон. Добро, сега, заклучиме што тоа значи? Тоа значи дека и во тие законот се проширува употребата и на вториот службен јазик. Со тоа што конфузијата се состои во фактот дека во тие членови секаде кога се набројува и се вели кои вршат јавни овластувања, се веројатно пишува и други институции. Сега, дали и тие други институции... Широка употреба, доколку не се прецизира. Да, имено и членот 3 е исто така опфаќа се и се што. Се повикува на членот прв, што значи дека само тие што вршат јавни функции, што значи проширувањето би било покрај на државни органи. Прво, во државните органи се применува тој закон како службен, и дикцијата на Охридскиот договор, односно на Уставот е дека се користи е една дикција, друго е исто така службен јазик е втора дикција, и тука има место за дискусија, меѓутоа во проширувањето се отишло до таа степен да не се знае на кого се однесува. Иако има некои граници, прво значи се однесува на државни органи, тоа се смети тие што јавни овластувања. Второ, се однесува на сите државни органи и институции во општини со 20% и повеќе албанско население. Меѓутоа се постава прашање дали во тие институции само тие што вршат јавно властување или и тие што вршат дејност, например школите. И тука е една голема конфузија на крајот. Господинот Цврчковски, дали го произлегува од Охридскиот договор, на вистина е потребен, бидејќи според тој член се носи закон и во 2008, се носат измени на закон за употреби на јазици во 2012, сега повторно.
Значи имате две работи. Едно е квалитетот на самиот закон, сегашниот закон, за таа ќе порасправаме подоцна, а второ е ова дека тој е заснован на произлегува од Охридскиот рамкови договор, е заснован на уставот и тоа е неспорно. Ставот 5 на член 8 ја дава таква основа и во таа линија и претходната коалиција донесе ваков закон и оваја коалиција дуи е континуитет во двете уствари, го донесе овој закон. Значи, во таа смисла, да рачистиме коментарите, расправите, дека тој не е уставен во таа смисла, не произлегува, па не цитира на што сме расправале во Охридски, па што не сме расправале, уствари ја промашуваат целта, не нудат никаков аргумент правен во таа Сметате смисла. дека нема ништо неуставно? Нема во основа се, законот? гледате, консеквенците, тајните скриени во уставот, во законите вие не можете докрај да ги видите. Може би некоја димензија на остварувањето во пракса ќе биде. Меѓутоа, вака како што е поставен, тој нема директен конфликт со членот 7 и неговите ставови од 1 до 6. Она што е проблем и како се поставени одредбите во законот. Во законот се поставени одредбите, имаат некаква структура, некој го мислел. Не го домислил, али го мислел. Прво е поставена можноста за употреба на двата јазика како службени, и потоа е поставен во вториот дел условите под кои е оперативно актуализирана втората употреба службена на вториот официјален јазик, во овој случај албанскиот. Значи, македонскиот е поставен како неусловен и во таа смисла не е загрозен, аргумент дека е загрозен и дека неговата позиција е заменета или некој рече притеснета, не е точна, повеќе зборува некаков предпоставка на нација Значи, не го жртва, загрозува стравови. според вад македонскиот јазик, меѓутоа, колку што ве разбирам, се согласувате тука дека многу се проширува или па нејасно се проширува неговата видите, употреба. хоризонталното проширување на употреба на албанскиот јазик е имплицирано во договорот. Рамковниот договор само генерално ги поставува тие тези некои што ги инаку тоа проширување по хоризонтална линија се предпоставува. Да, Сега господинот докаде е Поповски тоа? смета дека сепак е спротивно на Сепак, уставот. не, јас кажав и мислам следното, дека овој закон ги надминува рамките на амандманот 5 став 5, бидејќи таму зборува дека друг јазик во органите на државната власт може да се употребува, а во законот има и институции кои што не вршат власт, Ова што го зборувавте, кои што сметате не дека е припаѓаат спротивно на од органи уставот? на власта. Дали била таа намерата или не, но конфузијата на изработката го овозможува толкувањето дека се однесува и на институции. Например, се однесува на факултети. Ево да земеме правниот факултет во Скопје, пишува доколку избраното лице или именуваното лице, например деканот, е лице кој што говори таков јазик, албански јазик, тогаш целокупната комуникација на таа установа е на два јазика. А тогаш кога ќе му заврши мандатот и ќе биде избран, например, македонец, србин или било што за декан, тогаш таа комуникација не е на два јазика. Тоа е една работа. Второ, се создава, така да се каже, нејаснотија. Дали студент кој што е албанец, меѓутоа кој што е запишан на факултет на кој што наставата се одвива и испитите на македонски јазик, врз база на ова може да каже дека сака да одговара и да биде испитуван на албански јазик, бидејќи Тогаш факултетот ќе биде обврзан да му... Тоа значи при вакви решенија под предпоставка ако деканот е, тогаш и студентот има право да се повикува на тоа. Или, дозволете, некои ексцентрични решенија каде што не се предпоставени во Охридскиот договор, ниту во Уставот. И конечно треба да зборуваме за Уставот, бидејќи сите решенија на Охридскиот договор се амандмани во Уставот, значи за Уставот да говориме. Например, вели вака, во сите постапки, судски, други и така натаму, само да кажем, доколку има странка што зборува, тогаш апсолутно и досега беше постапката се одвиваше на двата службени јазици, бидејќи комплетно му се преведува се што случаи обратно. Меѓутоа, има решение. Доколку
еден судија од судскиот совет, ако е судија поединец, ако е тој, ако е совет на судија од тројца, еден зборува албански јазик, а ниједна странка нема албанец што зборува, што значи, а може да има 20 странки, например во граѓански спорови, но нема ниједна странка. Ово е државен службеник, судија. Законот му дава право тој да го води, да ја води целата постапка на албански јазик, сите да става слушалки, да се обезбеди превод комплетен, да го слушаат судијата, да се доискаже, па после тоа странките и учесниците, па да му се преведува на судијата. Има решение. Тој е во став, да, ако се усвои вака, би паднал на Уставен суд лесно. Некои делови апсолутно. Таму пишува доколку само еден судија или доколку обвинител во кривична постапка, а нема странка која што говори, тогаш се одвива на два јазици, на двата службени јазици. И тука е префорсирана, да речам, идејата за двојазичност, тогаш кога нема основа, бидејќи станува збор за државни службеници, за судија и обвинител, и тогаш кога има маса на други кои што не го говорат тој, туку говорат, например, македонски, најголемиот број, српски и така натаму, да мора сето тоа да се го влекне. Значи, законот има грешки. Тој, навистина, треба една редакција од добри правници, има такви добри правници, прво да расчисти дали под установи подразбира само тие што имат јавни овластувања, кои што во тој случај може да се вместат во вршење на власт, или оние кои што немат јавни овластувања, а вршат дејност, например гимназии, школи, бидејќи има, например, во средното образование, има установи чисто на македонски јазик изведуваат настава, има на српско-хрватски, има мешани албански и македонски, има чисто албански. Во мешаните и во албанските е се во ред, меѓутоа кај другите пишува доколку директорот на таа школа, што може професор некој да биде албанец избран, тогаш веќе двојазична станува и таа установа. Се тогаш до кога е тој директор. Што значи дека некои решенија дури форсираат гетоизација. Ќе го прочитаат законот сите, па нема да изберат, например, ќе бидат неправедни према некој албанец колега кој што по сите критериуми заслужува да биде директор, а нема да го изберат само заради тоа што тогаш ќе треба документацијата да се направи така, на што значи албански. навистина, да. Господин Фрчковски, вие не полемизиравте туку оние што острого критикува, сметавте дека немаат многу аргументи или се водат од некои националистички повеќе пориви, отколку од вистински аргументи против законот. Меѓутоа и дипломатите малку го критикува, гледаат простор да се подобри. Францускиот амбасадор Тимониер изјави ништо не разбира од законот. Тоа е сериозна критика. Не, мојата полемика се одвиваше на расправата околу тоа дали тој е неуставен или во целина, или да или произлегува или не произлегува до Охридскиот договор и како е структуриран во глобалните рамки. Инаку, точно е тоа дека тој има проблеми со специфицирањето, ова околу што Владо детално го расправаше, држи сосема. Веројатно тој мисли и организиран е така да се организира према државните органи и институциите со јавни овластувања, но тоа не е јасно направено. Ке му треба многу автентични толкувања на овој закон кога ќе се примени. Ке треба многу помош околу тоа на што се мислело, како се мислело, веќе е нејасно. При тоа ќе се одвива во една жестока ситуација се очигледно дека се подгрева, бидејќи се одвива тоа во светло и во сенка на ригидни казни на крајот од законот. Значи тоа не е една слободна дебата, туку некој може да биде казнен
околу тоа или не. Некој дел од амандманите на Така што ВМРО тоа- ДПМН се однесуваат токму на казните. Па не знам Зашто тоа дали може воопшто да преку има? амандмани, ова мора преку посериозно пречистување на законот, без нервоза во смисла дека тој сега ќе се поништи или нема да се донесе, но навистина во интерес на законот е да има ефективна примена. Ако зашета во зони, тоа е сосема контрапродуктивно за него. Ќе почнат да го напаѓаат и онаму кај што треба и онаму кај што не треба. Затоа е многу важно да има сила за тоа да се направи, ако е возможно тоа сега во оваа ситуација. Инаку ваков како што е, тоа е уставен и произлегува од Охридскиот договор и тука нема дилема, ни еден аргумент спротивно на тоа нема. Кај судовите тоа е државни органи, значи овој проблем што го изнесе Владо станува. Тамо стојат наведени суди, обвинители и странки, значи ако има судија, целата постапка може да се... Тоа ќе изгледа малку како меѓународна конференција, сите со слушалки, тоа е скапа демократија. Дали сакале тоа да го направат или не знам, али тоа имплицира, тоа сигурно имплицира законот. Ова кај установите кои немаат јавни обвинители, тоа не мислам дека имплицира, тука им е сгрешена работата, не го формулирале. Имено. Јас мислам, намерата им била сепак во органи на државна власт и установи кои што вршат јавни овластувања, меѓутоа самите формулации веќе отишле. Да, отишле. Законот и од 2008 и измените од 2012 многу ваши колеги велат дека и сега не се применуваат, дека нема можности. Меѓутоа тогаш не алармиравте. Ова е многу повеќе се тогаш затоа што сега се санкционира неспроведувањето. Иначе дека не се спроведуваше тој закон, прво вака, не само што не се... Прво, тој закон не содржеше некои права на албанците признати со Уставот. И точно знам кој е право. Например, секој граѓанин кој што говори во Република Македонија, кој што говори друг јазик, на Централната канцеларија на Министерствата може да се обрати на својот јазик, а таа е должна да му одговори на тоа. Тоа значи, албанец кој што живее во Берово, во општина во која нема ни 5%, да, нема преведува. Уставот му овозможува на Централната канцеларија на албански јазик да се обрати, бидејќи тој спаѓа во категоријата граѓани кои што 20% на ниво на Република говорат. Надвор од тоа што дури законски не беше опфатена целата таа мрежа што Охридскиот договор ја постави, дури законот за јазиците 2008 донесен не се спроведуваше. Ево еден пример. Прашав раководителот на секторот за правни работи на Советот на град Скопје дали управната постапка кога има странка албанец, значи кој што говори тој втор службен јазик, се води на двата јазици или не. Едноставно ми рече не. А викаме зашто не? Бидејќи и законот за управната постапка и управните спорови токму тоа го нормираат практично. Затоа што немаме пари, немаме, како се вика, кадри. Тие изговори можеа да бидат широко распослани низ цела Македонија и да биде дезавуиран еден закон со здрав резон на респект кон вториот службен јазик и да предизвика отпор, така да се каже, кај тоа население. Овој закон предизвика претходна нервоза пресе во македонската заедница заради тоа што такви ситуации веќе не може да бидат толерирани, затоа што се казните страшни. И затоа, например, истиот тој службеник не може више да ја води едноставно, знаете, ќе ја закочи процедурата управна кога има и албанец и ќе инсистира се да се преведе и на албански јазик за да ја спроведе до крај, инаку лично 1500 евра треба да плати, а правното лице до 5000 и така. Значи вака, санкциите беа изнудени од фактот дека не се спроведуваше голем дел од законските решенија на претходниот закон. Кога станува нервоза кај македонците за недоволна заштита на македонскиот јазик, јас морам да кажам дека заштитата на македонскиот јазик, стандардите и други, кое што е донесено со посебен закон,
Таму треба да бидат ставени санкциите. Исто така, тука ако се стават санкции, и ќе се избалансира и за Ако санкции останат на овие санкции македонскиот. да се измени тој закон и да се стават. Ако останат овие, тогаш и за македонскиот апсолутно треба исти санкции да се и за правното лице и за непосредниот службеник што не го спроведува. Не може за еден да се санкционира, а за врските кон државниот јазик или оној службен неспецифициран или неограничен да не се има казни. Значи, ако се пробие таа идеја на казнување, треба апсолутно и за едниот и за другиот. Дали е тоа решение Врчковски или има простор за други решенија и во оваа фаза? Не знам, овдека сега е СДСМ не поднесе никакви амандмани. Целата работа е заглавена, очигледно сега ќе го донесат. Сега е најлоша работа па да помине другата варијанта, да го обструираат законот. Но сигурен сум дека овој закон ќе мора во едно ново читање да се исправа и да се специфицира, да се толкува, да се внимава со казните, за да може вистински да проработи малку. Инаку има срцеви мани во него, конфузија во некои членови, тоа е точно. Но тоа не е допира неговата уставност и неа допира расправата околу законот е во рамките на уставот и на Охридскиот договор. Да, нервозата беше лошо расочена, но ќе има големи проблеми околу примената. Дури албанскиот премиер Еди Рама, која беше донесен законот без присуство на опозицијата, го пофали и го представи како некаква политика, тоа е афектација на. Кој треба да го направи овој потек? Владата е... Па сега не знам, не сум тука паметен, они се во еден судир тука. И сега било какво попуштање има символичен значај од друга смисла и овдека сега посебно дуи се нервозни, го буткаат целосно, дури ниво фазата која можеше да се направи, кога имавме расправа, не се направи никаква измена. А може измените се всушност, уште еднаш ќе споменам, измените се во корис на реалната примена на законот, а не е во смисла негова блокада. Не зборам за тој тип на измени, туку на вистина да можеме јасно да видиме кој е. Што е била идејата и на тој што го напишал, тоа не го допишал добро. Знаете, тоа е така, баш онака со кратки ракави. Или се распишало. Со кратки ракави пишување и консултација тука може да направат посериозна. Има тука добронамерни луѓе, не ги мразат сите и нема сите да ги обструираат. Но тоа е што е направено и сега ќе видиме како тоа ќе отиде, но велам ова блокадата и не би можела политички да се издржи, да се толерираме и мораме, во таа смисла, они мора да го издуваат тој затнат канал, па потоа ќе видиме што ќе правиме со. За крај само, дали во парламентот повторно не функционира? Едни од критичарите викаат никако да функционира оваа парламентарна наша демократија. Видете, јас мислам дека тоа парламентот треба да се го реши со деловникот, бидејќи претходниот деловник и особено практиката на претходниот парламент со години познаваше неколку блокади со исти карактеристики, илјадници амандмани, говорење, читање, поезија, молчење и така натаму, и беа блокирани многу закони. И сега може да се каже дека легитимно е на партиите и на парламентарните групи да го прават тоа во делот на ширината на толкувањето на деловничките норми и на практиката. Меѓутоа, тоа собранието мора да го реши еднаш, да биде ефикасно. Се надевам дека председателот на овој парламент е прагматичен, концентриран и ќе најде начин да го одблокира собранието, работата. Дали е тоа решение Фрчковски, не процесот не се споменува веќе, нели сакаа парламентарците да ги носат во пара? Они имаат тука неколку императива, императивот за реформирање и исполнување на европската агенда притиска,
и ќе мора да најдат начин меѓу правата на парламентарците да постапуваат амандмани и овие начини на блокада и известна, тоа го имаат решено кај буџетот. Кај буџетот не може така да се расправа, со кратки дискусии и така натака. Они ќе мора да го прошират тоа во еден дел и мора некаква рационален излез, бидејќи мнозинството кое владее, она има и мандат да го реализира. Знаете, се приоритетите на влез во Европската унија притискаат, не можете тука да киксирате, да ослабнете нешто. И тука ќе мора да најдат некој баланс. И едното и другото право да се оствари, меѓутоа да се оствари во некаква разумна рамка, некако абсолютизирано. И конечно да добиеме функционален парламент. И благодарам за учеството во емисијата. Тука е крајот на топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.